Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Еве ме овде на татамите во карате клубот работнички во Скопје, еден пријатен спортски амбиент тука. Благодарејќи на семејството Недеви, овој објект се одржува тука преку ден, минуваат десетици и десетици девојчиња и момчиња, тренираат карате и ги осознаваат оние помладите основните елементи на карате спортот, оно е традиционалното карате, а другите повозрастните нормално низ тренингот го подигнуваат својот квалитет за да може да учествуваат и да постигнуваат добри резултати на првенствата на Македонија и пошироко надвор од нашата држава. За семејството Недеви не треба многу да зборувам. Венцислав Недев уште од формирањето на каратето од почетоците таму 65-та, 66-та година е во овој спорт, потоа на сцена стапуваат и неговите два сина и ќерката. За Дејан Недев емисијата посветена на македонските спортски легенди ја гледавте. Сега во оваа емисија ќе го видиме, така да кажам, женскиот дел од каратето во семејството Недеви, токму една шампионка од Недеви, Јадранка, ќе ни ја раскаже својата историја, својата спортска биографија, ќе ни каже дали, например, нејзиниот татко и постариот брат Алјоша биле тие што вака ја испровоцирале на некој начин да почне со каратето, или пак тоа си дошло некако спонтано, бидејќи ова семејство ми се чини без карате не може. Па Јадранка, еве, добро дојде во емисијата посветена на македонските спортски легенди. На почетокот мора да кажам, еве, од твојата биографија гледам, 2 пати светска првенка, 2 пати европска првенка, балканска шампионка, многу титули освоени на најголемите, најзначајните приредби во светот во традиционално карате. За постигнувањата ќе говориме подоцна, а сега она што го кажав околу провокацијата, како дојде ти во карате спортот и кога беше тоа. Предпоставувам некаде со твојот брат близнак, Дејан, ти си 40 минути, како што ви кажам, постара од него. Инаку родени сте 1980 година во јануари. Па, ајде кажи ни кога прв пат стапна вака на татамите и дали веднаш рече и јас водам во карате. Најнапред ви благодарам на поканата и чест ми е и драго што сум во вашата емисија. Секогаш пријатни ви се вашите емисии и убави, секогаш ги следам. Моите почетоци, како што рековте, се на почеток уште како дете. Ние сите тројца почнавме многу рана возраст, веќе 5,5 годишна возраст негде бевме, сите тројца кога почнавме. Па на некој начин најголемата заслуга ја има татко ми што сме почнале во овој спорт, меѓутоа како поминуваа годините и навлегувавме се повеќе во спортот, навлегувавме и професионално, меѓутоа и навлегувавме со голема желба и љубов. Пред се љубовта према спортот ја гајме веќе од млади години и мислам дека ние, како што рековте, не можеме ние без овој спорт. Тоа е веќе дел од нашите животи, дел од нас. Моите почетоци се, како што кажав, рано. Заслугата најголема е на татко ми, меѓутоа сепак најголемите заслуги ги имаат исто и моите двајца браќа, кои што они ми биле на некој начин и советници и сум гледала идеали во нив и сум ги фаворизирала и сум се стремала секогаш да ги стигнам и нив, за да бидам исто конкретно како Дејан. Многу често
со него, кога одевме на надпреварите, он многу често најголемите совети ми ги даваше за да дојдам до тие резултати високи. Па јас не треба и да те прашувам како тргна ти да раскажуваш, а пред да снимаме, како да имаше мала трема и ми викаш не знам како ќе биде, Да. не се појавувам често пред камери, но еве по ова не изгледа дека е Да. така, па сега ќе си одиме полека со резултатите и твоите први настапи. Ајде подсети се на првиот настап на татамите уште како малечко девојченце. Првите настапи беа секако во Скопје на државните првенства. Тука почнавме, тука направивме тие основни резултати, па потоа одевме на балканските и европски првенства во почетоците уште по самостојувањето на Македонија. Тогаш беа тие први наши надпревари. Еден од најзабележателните мои резултати во почетоците, кога бев дете, за тоа говориме се. во Европското првенство во Скопје во 98 година, кога беше. Тука ги направивме тие резултати први. Конкретно за мене можам да зборам каде што освоивме злато тогаш во една дисциплина ембо, која што доста долго ја вежбавме во тие години млади и се спремавме. Таа е една комплексна дисциплина која што бара баш ангажман постојано, редовни тренинзи, вежбање, дури сме имале тогаш и по 2 пати тренинзи. Тогаш бевме нели деца во средно училиште, во средно образование и на факултет. Меѓутоа имавме некако и многу време и се посветувавме многу повеќе на каратето и затоа резултатите беа такви какви што беа. Добро, кажа за овој настап, но до тој настап следеа оние пионерски денови. Пионерски денови. Да созревате како каратисти и тогаш сигурно имаше некој настап што ти останал посебно во сеќавање, еве како пионерка кога си била, па со која противничка, како изгледало тоа твое, да речеме, прво појавување официјално на татамите, да се надпреваруваш? Дали имаше возбуда, дали имаше треба, дали си помислуваше оти еве и јас имам квалитет да бидам како браќата, зашто тоа често се случува на почетокот, таа треба некогаш и добро дојдена. Не чини човекот да е самоуверен и веднаш да тргне, јас ќе победам. Ти како се чувствуваше тогаш? Ти како во почетоците имав, можам да признам дека имав трема многу на надпреварите. Во тие први денови пионерски, можам да нагласам дека со моите тие клубски другари, што другарувавме, меѓутоа и ривалитети, нели во едно и се докажувавме на тие првенства државни. Секогаш таа трема е, како што напоменавте, добродојдена, меѓутоа јас некогаш знаев и многу повеќе да имам од таа трема. Тука морам да нагласам дека многу има удел татко ми најчесто и браќата. Кога ќе го видеше покрај татамите, тогаш се охрабруваш. Да, секогаш они со зборови знаеле многу често да ме смират, дека да ми ја подигнат и самодовербата и да кажат многу се спремавме, максимум даде на татамите и се ќе биде добро. Дури имало моменти каде што таа трема преовладувала многу повеќе кај мене, па имало и онака да ме удираат малце за да се подсмирам. Што вика, девојче, дај, концентрирај се. Со вежбање, за да се концентрирам и да дојдам онака во тие моменти концентрирано и сигурно. Тоа е многу битно за овој спорт, концентрацијата, зашто мало невнимание, опуштање може да значи поен за противникот и губење на мечот. Најчесто сме имали такви некои моменти каде што и таа мала доза на трема и неконцентрација, каде што сме ја губеле, а сме биле до медаља, да речеме до златна, па сме ја изгубиле ради таа некоја деконцентрација. На колку години ја имаше првата официјална борба, така да кажам?
Па почетоците, како што кажавме, во пионери, кога бевме, одевме во тие дисциплини каде што одевме кати и ембо дисциплини. А на колку години, еве Па ти? тоа беа моите 14 години, 15, каде што беше посериозно веќе, каде што имавме и потенцијал да освоиме и каде што веќе ги направивме резултатите. Те прашав за тоа што кога разговарав со Дејан, тој на 5-6 години почел да се надпреварува, прво губил тоа како да го налутил и после вика кога почнав да ги редам Па и моите победите. почетоци беа од 5,5 години, меѓутоа почетоците мои беа све губев. Значи веќе да и постојано губев, дури не можев да дојдам до бронзена медалја, дури некогаш кога ќе дојдев разочарувањата беа големи, сакав да се откажам од каратето. Меѓутоа тука сепак пак ќе кажам, напоменам, татко ми постојано, пошто неговото големо искуство со работа со деца и со надпреварувачи е веќе нели од Југославија има големо искуство и да делува педагошки, да педагошки делуваше, дека тоа не е толку така едноставно за да се дојде до тие медали, дека треба работа и искуство. Не може многу така брзо да се дојде до медали и влијаеше педагошки конкретно на мене за да да бидам упорна и да не се откажам дека резултатите ќе дојдат со време, со текот на годините, да, како што дојда. Венцо беше многу строг вака кон тебе, па, или пак на беше... моменти строг, па ќе попушти, па ајде сега Јадранка полека и така. Конкретно беше строг према сите нас. Немаше она да рече ме боли ногата или се повредив, сме се измориле, немаше. Тоа вика, нема вика, ќе се загреете повторно, ќе продолжите, нема одмор, нема бегање. Немавме избор да паузираме, да речеме, една недела кога дошло до повреда, па за да има некоја солидарност или некоја жалење конкретно, за да не остави да се одмори. Значи, ако негови деца не ме остава. Дури мислам дека повеќе беше према другите деца солидарен отколку кон нас беше многу построг. И како изгледаше еден пионерски ден, би рекол, во тој период на Јадранка? Училиште, тренинг, дома учење, па повторно дали во салата тренинг и така да ни опишеш, за да знаат оние пионерчиња што сега стапуваат на сцена, како треба да се однесуваат и како изгледал тој еден работен спортско училишен ден на Јадранка. Па можем да напоменам дека доста напорен беше. Многу често имавме периоди каде што се изморувавме максимално. Значи, пошто бараше многу учење, на училиште моравме да одиме редовно, да не отсуствуваме конкретно и да учиме после тоа. И секогаш тренинзи имавме попладне, меѓутоа во оние денови кога беа тие надпревари битни, најважни, оние меѓународни, многу често моравме и од Сабајле дури рано да почнеме со тренинзи, да трчаме. Трчањето ни беше најчесто футингот од Сабајле, па после на училиште одевме, па од училиште ќе се вратиме ручек, па учевме малку одмор, ручење и повторно. И повторно во сала до вечерните часови до 9 навечер ни беа обично тренинзите. Немаше одмор, немаше пауза. Колку девојчиња имаше во тој период со тебе што тренира? Во тој период имаше доста девојчиња. Можем да ги напоменам, меѓу подобрите беа Маја Златевска, она беше исто многу тогаш и трофејна, имаше резултати. Дури беше во тој период, можам да кажам, ривалитети бевме, меѓутоа она секош испливуваше на првите места. И Анета исто беше доста, Елена Тренчевска, тие беа моја генерација која почнувавме. И ние се надпреваравме меѓу нас, имавме и ката тим, каде што освојувавме резултати. Имавме и трети места во тоа време, ние заедно. Заедно трениравте катите, дека може посебно секој, или си доаѓавте на тренинг, па една по една, за да може тренерот да гледа, или пак сите
Истовремено си ги изведувавте тие Па кати. најчесто ние ги изведувавме заедно катите, меѓутоа имаше и кога пред надпреварите беа поединечно тие што настапуваа во индивидуално ката, мора и поединечно да настапат, па тренерот знаеше да не извади, Венцо не вадеше и за кати индивидуално и екипно. Така да малце напорно беше затоа што немаше она да се специализираш методите Само на на Венцо, кати. Венцо беа методите дека за да бидеш комплетен надпреварувач, мораш да бидеш комплетен и во индивидуално ката, и во екипно ката моравме да се настапуваме, и во борбите. Така да Потешко што требаше ти беше комплетно. екипно во кати, зашто требаше синхронизирани движења сите да катата правите. како ката е доста комплексна и тешка, затоа што конкретно таа што е екипната ката, тимската, таа треба синхронизација, сите тројца надпреварувачи да бидат синхронизирани и да бидат идентични како еден да ја работи катата. Тука се бодува не само техничката чистина и стручност, меѓутоа се бодува и синхронизацијата. Тоа треба да се толку да се синхронизира, а тоа се постигнува со повторување и вежбање, за да се дојде до една целина и да се дојде до она што се бара на самите надпревари. Секој од надпреварувачот во кој момент, кој елемент од катата, за да биде што речет и тоа синхронизирано исто како... Многу е важно тие надпреварувачи да бидат редовни на тренинзи, за да биде тоа уклопено, истовремено, и да се познаваме едни со други, за да може да дојде до една целост. А има ли некој што е во екипниот дел водач на тимот, би рекол, или... Па да, најчесто е тој еден што е на прв што ја води катата, тој е лидерот, меѓутоа сепак тој е диригентот. Тој е напред кога се кога се вежба, него го гледаме, меѓутоа сепак кога се врти на другите страни мора десниот и левиот да се пратат за да дојде до таа синхронизираност и да дојде до... Убаво се гледа исто и во синхронизираното пливање. Да. Девојките кои ќе одат истовремено, изронуваат, прават движења, па ги снемува во водата, па со нозете движења. Сето тоа може да се постигне и да е синхронизирано само со тренинг. Со тренинг, и тренинг. Инаку, некој ако замислува дека и јас знам се, нема проблем за мене, тука нема ништо, тука се киксира. Да, најчесто така кога се навлегува, сум уверено секој се прават грешки. Ние ден-денес, верувајте, толку време вежбаме, па си наоѓаме одредени грешки каде што и тренерите исто и Венцо, каде што ни наоѓа одредени грешки минимални кај што мора да ги отклониме и да се посветиме на тоа. Зашто може се да биде супер, една мала грешка и отиде оценката подолу. Еве го има оној дел што значи твоја спортска биографија. Гледам дека 1998 на Балканскиот карате шампионат во Валјево имаш освоено бронзени медали, значи тоа беа првите оние од, да речеме, поголемите приредби, зашто за нас од Македонија во сите спортови, не само во каратето, многу битни се Балканијадите и тука може да се мери од прилика квалитетот и да се оцени дали ќе се остане до тоа ниво или ќе се надмине тој балкански квалитет, па еве ти го надмина и на Европскиот карате шампионат за младинки и кадетки во Скопје, како што кажа, со Андреевски го освоивте првото место во, може би ќе сгрешам сега, коригирајме, во Енбу беше, а ти беше прва во кумите. Да. Поединечно сама кога настапи. Тоа значеше, потик за тебе од балканскиот квалитет со самото освојување на златните медали е постигнат, да одиш понатаму. И потоа, кои се твоите следни цели и надпревари,
па и некој од противничките, особено во борби, да споменеш? Можам да напоменам во тие почетоци, мене таа дисциплина доста многу ја сакав таа имбу, многу често, најчесто се спремавме во таа. За гледачите да објасниме што содржи. Тоа е една уметничка дисциплина, можам да ја наречам, каде што таа е оформена од почетоците на традиционално карате. Таа е една како да ја наречам, како уметничко клизање, кој што постои една кореографија, така и тука постои една кореографија, кој што ја смислуваат тренерите, заедно со надпреварувачите. Има елементи како во уметничкото лизгање, например, потешки за... Има многу тешки елементи кои мора да се изведат. Каде што мора да се совладат, тука се едни атрактивни падови, движења, фрлања, каде што стварно е тоа многу убаво да се гледа, меѓутоа е тешко да се совлада затоа што бара многу време да се вежба, макотрпно, редовно да се вежба години за да дојде до таа една идеална форма. Што можам да кажам, таа една дисциплина која што тие удари кои што да речеме во спортската борба не се дозволени, тука се дозволени тие атрактивни удари, меѓутоа сепак ќе кажам тоа е толку идеално направено, каде што мора да има контакт, меѓутоа да нема повреда. Че таа трае негде од 55 до 65 секунди. Во тие секунди треба да е се содржано. Мора да е идеално тоа направено, да не е под тоа и над тоа. Ако е тоа, носи негативни поени. Сега има и други моменти каде што не сме да има удар, у смисло да не е изблокирано. Секогаш машкиот противник ги прави ударите, а жената ги прави блоковите и задава контраудари. Сакат да кажат дека тука понежниот пол може да биде, нели, да парира со посилниот пол и да го совлада, секогаш го совладува на крај. А дали постојано мора тој да напаѓа или не? Па најчесто тој напаѓа, а женскиот противник се брани и блокира и ги задава ударите. Тоа веднаш оди затоа што времето е ограничено, значи блокада и веднаш минуваш во напад. Целта е женскиот противник да го направи оној завршен удар, каде што го совладува противникот. Добро. Интересна една дисциплина, каде што опиша како изгледа оваа дисциплина. Тебе која дисциплина најмногу ти лежеше? Со текот на годините после видов дека многу често има таа после се оформи после фукуго дисциплината каде што е составена од ката и кумите. Моите најголеми резултати се во таа дисциплина затоа што најмногу мене таа лично ми лежеше. Ката знаеме, што е, сме гледа кумите? Таа Нишијама, председателот на Светската федерација, кој што е веќе покаен и еден од најголемите умови, нели беше јапанец кој што го создаде он каратето. Он ја создаде таа дисциплина се со цел, пошто многу често сите надпреварувачи кои што им лежеше кумите борба, одеа само борба и не одеа ката. И он сметаше за да е он комплетен надпреварувач и за да технички биде во кумитето добар и во катата мора подеднакво да биде. И он ја оформи таа дисциплина се со цел за да бидат подеднакво добри и во едното и во другото и да бидат комплетни надпреварувачи. Тебе тоа ти одговараше, таков начин. Да, една ката он ја направи, таа се вика Китеи ката, кој што ја вежба ден денес надпреварувачи и од сите земји на светско ниво. И во првите кругови се оди првен таа Китеи ката, наизменично еден надпреварувач со друг, и кој е подобар победува. После во следното коло одат борба кумите. Да. И тука треба исто да е добар, исто е надпреварувачот. Паузата колку е меѓу ката настапот и кумитето? Веднаш доаѓа или има одмор? Зависи како е ждребот. Значи, некогаш може да дојде веднаш. Ако победиш во катата, одма веќе во полуфиналната, значи, во финалната одиш одма одиш борба. Некогаш доаѓа една по друга, така да
треба да си физички Ајде спремен и сега да си... кажи ни во оваа дисциплина, например, кои ти беа првите настапи и медали, веројатно во јуниорска конкуренција, ќе ни кажеш за тоа, а потоа веднаш и за сениорска конкуренција. Во сениорска конкуренција на големите приредби, каде го имаше првиот резултат и медал во кати и кубите. Во јуниорската дисциплина, најчесто оваа дисциплина освојував на почетоците бронзена, па со текот на времето во сениорската дојдов до златна медаља во оваа конкретна дисциплина фукуо. Меѓутоа можам да напоменам дека и во кумите ги освојував исто, пошто борбата мене исто многу ми лежеше. Многу повеќе ми лежеше борбата него катата, да речеме индивидуална ката, не во фукуго. И затоа ги направив резултатите после Значи во борба сакаш директно противник и да видите кој е подобар. Па во борбата многу бара храброст, затоа што секогаш тој надпреварувач не само подготвеноста, него и храброста се бара овдека за да направиш поен и резултат. Ја имав таа некоја храброст и борбеност и затоа ги правев во борбите поголемите мои резултати. Еве гледам овдека читам за твоите резултати. Например, доаѓаат вака до полни израз по 2000-тата година, значи кога веќе имаше 20 години и имаше искуство, па еве гледам во Москва 2002 година на Европското првенство имаш трето место. Во која дисциплина беше тоа? Во таа дисциплина беше фукуго исто, конкретно на тоа првенство. Таму можам да напоменам дека се тие мои почетоци каде што веќе се видоа резултатите мои поголеми во сениорската конкуренција на тоа светско првенство. Многу често подготовки имавме, желбата за медаљата ја имав многу голема и резултатите беа тие како што беа. Па и добри беа, еве гледам да земеме европските првенства, потоа во Белград 2003 повторно трето место, па трето место во Киев имаш, се одиме со третите места вака па нагоре, па имаш трето место 2016 година, имаш прво место истата година, имаш прво место и 2019-та. Изгледа Крањска гора ти беше еден од позначајните настапи. Еден од позначајните настапи. Тоа беше во 2016 година во Крањска гора. Таму имаше прво и трето место. Прво и трето. А можам да го напоменам. Во што? Можам да го напоменам и во Египет како еден од најзначајните мои резултати во Кајро. Таму бевте сите супер. Цело семејство. Таму можам да кажам дека моите највисоки резултати беа на тоа првенство, каде што ја освоив златната медаља во фукуго дисциплината и сребрената во кумите. Сега пред мене ти го кажа тоа, јас сакав прво европските првенства да ги завршиме, потоа додиме на светските, меѓутоа убаво е вака што. Тоа ми беше едно од најдрагите надпревари, тоа дека најголемите резултати таму ги направив, во Египет, во Кајро. И реално можам да кажам за ривалитетите кои што ми беа во полуфиналните и финалните борби. Кажи ли некоја противничка што ти задаваше најмногу проблеми? Беа аргентинки кои што беа доста спремни, физички спремни. Дури ја кога влегов, толку делува како машки конкретно, толку беа силни. Тремата беше неизбежна, дури тука барав совети од Дејан многу за тие борби, пошто беа од една школа многу и силна. Тој тренер што им беше Гомес, тој беше еден од врвните надпреварувачи и беше златен медалист во времињата кога и ние се такмичевме. А тие надпреварувачки беа доста помлади од мене, тоа можам да го напоменам, пошто ја веќе бев и во многу позрели години на тоа такмичење, негде 34 години имав. Добро, имаше предност, тие со респект гледа кон тебе, знаејќи дека си настапила на многу повеќе надпревари од нив.
И бев со голема трема, меѓутоа тука советите на Дејан кои што ми ги даде со кои техники да одам и со кои удари да одам беа конкретно од Дејан советите и ментално многу ми помогна дека не се они подобри, вика тоа, вика ти се спремаше долго време, вика резултатите ќе ги направиш и пошто ја голем, како што напоменав, премногу ги идеализирав од дете браќата, секој нивни збор го упивав и многу ми значеше таа нивна ментална поддршка. На борбата ќе се потсетиш, тоа ми рече. 2014 ми беше најголемата сатисфакција затоа што беа многу тешки ривалитети и дека ги победив и добив златна медаља, дури затоа ми е таа драга медаља затоа што премногу беа надпреварувачките силни. После за Крајинска гора исто можам да напоменам. Таму беше Европското првенство. Европското првенство каде што од европејките која вака ти беше најголема конкурентка, од која земја? Од таа година беа доста спремни италијаните, каде што италијанките беа со мене надпреварувачки во фукуго дисциплината и во финалната борба ја победив едната италијанка, каде што стварно беше исто таа конкретно многу спремна и пак ќе напоменам многу помлади од мене беа тие. Меѓутоа толку желбата за медаља ми беше доста голема и затоа беше те водеше напред да водиш. Да, неизбежен катата што ја работевме во полуфиналната борба, каде што она изгуби италијанката во фукуго со Китеј настапувавме. Она изгуби од мене и после во финалната победив јас исто со друга надпреварувачка. Говориме за Крајинска гора, таму беше победничка за ова што зборуваш со италијанката во финалето, а беше трета во која дисциплина? Зашто таму имаше две медали, злато и бронз. Таму трето бев во кумите, дисциплината, каде што можам да кажам мала деконцентрација, каде што не успеав и не отидов во полуфиналните борби за многу малку. Може малце и судиите тука влечеа на кај другата надпреварувачка, меѓутоа да бев многу посупериорна, малце деконцентрација, пошто премногу дисциплини и не можев толку да се концентрирам на се и тука ми отиде медаљата исто. Не можам да отидам во финалните. Интересно е дека после 2014 година, после Каиро, освојуваш многу медали, повторно на светско првенство, па на европски првенства. Сега светско првенство 2019 година, прво место. Светско првенство во Белград? Да, и таму? Таму исто освоив, таму освоив второ место во катите. Тука можам да напоменам дека се надпреварував во полуфиналната елиминација, каде во елиминационите борби имавме доста беа од Италија, од Чешка имаше, од Романија, меѓутоа во полуфиналниот круг кога влегов со романката, каде што по мене катата многу подобра изработив, меѓутоа останав само сребрена медаља, земав, не знам зашто. Почувствував дека многу подобра изработив од романскиот представник, ама не знам зашто дали судиите малце фаворизираа или... Да, и ти беше жал што ти побегна златото. Ја обично сум многу реална и транспарентна, си кажувам кога реално треба да освојам и кога сум дала максимум го чувствувам тоа, кога ќе го дадам максимум, ќе се вложам максимално и го чувствувам дека стварно ќе дојдам до златна медаља, меѓутоа овде почувствував дека како малце да ме оштетија судиите во тој дел. Требаше реално да бидам јас во катите поединечно шампион. Меѓутоа, така се случи, романката ме победи. Добро, има време да и се реваншираш. Сега ќе го кажеш тоа. Ми дава стимул да... начекаш на некој друг мегдан, така да кажа. Имаше исто тој беше судија еден
Мустат Корнел, кој што во нашите времиња беше еден почитуван надпреварувач и борец, исто беше шампион многу често, он судеше во Тој имаше дуели со Дејан, ми се чини Корнел и тоа. Тешки мечеви беа тоа за шампионски титули во Европа и во светот. Важеше за исто во елитата на сега кога го спомена Корнел, па се потсетив и на мечевите на Дејан. Да, и тој како надпреварувач многу го почитувавме ние, меѓутоа он веќе не се надпреварува, меѓутоа суди и еден од многу коректни суди, пошто знае колку е тешко да се освои медали и ги почитува сите надпреварувачи, многу често беше транспарентен на сите судење. Дури он дојде да ми честите и ми рече дека му е многу жал што не освоив ете злато, меѓутоа по него било, он тогаш дигна знаменце за мене, било она дека јас сум била онаа подобрата што сум ја изработила катата многу подобра. Таа ми беше доволна сатисфакција отколку што беше медалјата, медалја како медалја. Кога добиваш едно признание од Корнел, така дека да. Од поранешниот голем шампион. Сите ние го фаворизиравме и го идеализиравме во тие времиња, да многу често имаше и тешки мечеви со него и победи, така да затоа го издвоив ете него така. Ни раскажа за тој дуел со романката, жалењето за златото, за дуелите со италијанката, па вака да се подсетиш уште на некој твој настап, затоа што ти беше во неколку наврати и во оние топ 8 надпреварувачки во светот кои имаат и меѓусебни дуели и се собираат на тие надпревари, па тука колку што гледам во биографијата немаш пласман меѓу трите, имаш 5-то, 7-то место тука некаде, па сега кажи ни ја причината што еве на тие надпревари, на осумката, најдобрата осумка, тоа е како тенисерите кога се собираат во Лондон на крајот од годината, така си и тие настапи меѓу осумте. Па ние така на основа на тие европски и светски првенства каде што освојувавме медали, во Полска се прави нели рангирање листа каде што ги издвоија најдобрите 8 на светско ниво. Меѓутоа имаше најдобри 8 и на европско ниво, таму бевме исто и ние избрани на европско, каде што бев исто ја меѓу петите таму од тие елитата на европско ниво. И тоа е, вие исто што го напоминавте, исто во Полска, во Варшава, на светскиот куп 8 најдобри, каде што ние бевме избрани од претходните резултати исто, каде што се правеа тие ранг листови. Што да ви кажам, завршив исто на 5-то место, бидејќи Тоа потешки надпревари се кога ќе е осумката тука или пак... Дали некоја деконцентрација моја и ја дадов максимално заложба и труд. Јас знам, се сеќавам, изгубив од украинката, таа исто беше многу силна надпреварувачка и мој ривалитет во тоа време. Една силна надпреварувачка. Во борбите изгубив во Фукуго, исто се настапуваше Фукуго дисциплината. Во борбите изгубив од неизи и завршив ете на 5-то место, не отидов понатака во полуфиналните. Можам да кажам дека е некоја моја мала деконцентрација и она, можам, нијанси беа некои во прашања. Не знам како да го кажам. Кажи ни сега, ти имаш амбиции да продолжиш, нели, тренираш за оние времења кога почнуваш и кога одеше на училиште. Ни кажа како изгледаше твојот ден, кажи ни сега како изгледа подготвувајќи се за големите настапи. Па исто така се подготвуваме пред надпреварите, редовно доаѓаме на тренинзите, дури и саботите и неделите, викендите ни се окупирани со 2 пати дневно тренинзи, обично пред самите надпревари ги зачестуваме тренинзите. Сега е малце потешко затоа што веќе сум и родител, имам премногу врски и работни и околу децата, по светата, меѓутоа желбата и љубовта кон спортот не ми дава
Едноставно тоа ме подига мене, едноставно ми го оплеменува денот, ми исполнува, тоа е веќе еден дел од мене и како чувствувам ако не отидам на такмичењата или на тренизите, како нешто да недостасува, како некој дел од мене да недостасува, како да не сум јас тоа. Успеваш во семејството да ги усладиш сите тие работи, и да ги рече децата. Да. Колку? Па 2 деца, имам син, кој што конкретно синот вежбаше еден период, дури он има некои европски првенства исто освоено, во Италија бронзена медаља, доста добар беше, значи талентиран, и ќерката е сега во почетоците, меѓутоа за малиот можам да кажам дека од самите почетоци многу технички чисти и исправни удари имаше, се гледа дека е многу талентиран, он е веќе 13 години, меѓутоа некоја пауза направи, не повеќе се посвети на училиштето, али тие почетоци негови беа многу добри. Ќерката сега почнува, она исто почнува. Колку години има? Она е 8 години и веќе почнува сериозно и она да навлегува. И заедно со мајката. Може да биде шампион па како може, мајката. Да, треба работа и труд, меѓутоа има потенцијал. Јадранка е близнак со Дејан, Алјоша е постар од нив година и пол. Тоа се тројцата со и у животот со различити карактери и во спортот имаат огромна разлика. Јадранка многу го сака каратето, започнала да вежба исто како и браќа и од негде 4,5-5 години. Редовно тренира, дури и сама тренира, а и работните обврски се такви да мора да биде секојаш спремна кондицијски. Сега што е најважно? Најважно е за боречките спортови, поред тоа, мислам, ние како тренери кои имаме големо искуство со многу генерации, посебно јас, ќе направиме да има висока техника секој спортисте, меѓу кои и Јадранка има голема висока техника, што е најважно у каратето за постигање на врвни резултати. Но во боречките спортови не е доволно само да имаш коректна техника, да ги памтиш вежбите, да го научиш каратето као вештина и као спорт. Тоа е цела наука, цела философија, сето тоа они го постигнаа, ама една работа кога ќе излезеш на борилиште е најважна. Не само во каратето, во сите боречки спортови. Тоа е вродено, вродена е храброста. Треба да имаш срце, затоа што се сретнуеш на мегдан со противник, кој не го знаеш дали е подобро од тебе и дали и колку е поквалитетен и дали е опасен, а требаш да го совладаш. Тука доаѓа оној дел трема. Сите тројца се различни околу тремите, Алјоша и Дејан и пред тоа може да имаат некоја позитивна трема мала, она има малце поголема пред да влезе у борилиште, но кога ќе влезе у борилиште, таа више нема трема, се бори као лавица и за нејзе нема авторитет, например, некој надпреварувач кој претходно имал високи резултати, нема почит према неговите резултати, туку секојаш се бори и сака да победи. Друга важна работа е кај нејзе што она природно има многу јака коска.
И во каратето е многу важно да имаш цврсти коски и да има со тоа автоматски и брзината и на тежината на ударите се многу поефикасни. Тоа она го има, можеби има ако ја компарирам со незините браќа, можеби има и поцврста коска од незините браќа и тоа е фактички главното оружје незине, храброста и цврстината незина, така да сето тоа и допринесува што постигна така врвни резултати. Инаку ти си Недева Јарчевска, така? Да. Две дечина и веројатно и нив ќе ги гледаме на татамите, а со тебе, бидејќи се одделивме, да позборуваме малку и за семејството, за да не испуштиме, и добро кажа, дека успеваш да ги ускладуваш сите тие работи и семејство, значи да бидеш родител и да доаѓаш на тренинг и децата да водиш сметка за училиштето и за тренинзите, значи комплетно посветени на она што представува во моментот живот практично во вашето семејство, а сопругот како ги прифаќа тие работи, дали тој беше своевремено карате? Беше краток период, во почетоците мои беше редовен на самите надпревари и навиваше, не бодреше. Меѓутоа, сега овој период не е толку активен, али можам да нагласам дека не бодреше многу и оној друг момент кога требаше да замени за околу децата, секогаш беше тука да ја преземе твојата улога и да биде родител во име на двајцата. Да, во име на двајцата, пошто сепак тие надпревари бара многу посвета и кога се одеше таму, буквално по 3 дена се седи во сала за да се дојде до резултат. А децата сега кога ги гледаат медалите, трофеите, што велат? Па радосни се, во секој случај го почитуваат. Тоа сакаат да слушаат приказки, како ги им кажуваме како биле нашите почетоци од кога сме биле деца и колку била убава таа дружба и спортска меѓу и во клубовите, па после мина на самите надпревари и со надпреварувачите од другите земји, колку е убаво и тоа кога се дружиме и спортуваме, дека се тие убави денови, дека е убав живот, едноставно да се оди во еден таков правец е убаво. И они го знаат тоа и едноставно го сакаат исто, и они исто, и одат со нас, го почувствувале тоа и гледаат дека е убав спортски живот тоа. Убав и веројатно и се радуваат кога ќе ги видат тамо медалите, 2 злата од светско, 2 од европско, многу сребра, бронзи во сите категории од традиционалното карате. Бидејќи имаме уште малку време да ви кажеш, еве, кога ќе фрлиш еден поглед на минатото, што е она што останало најмногу во твоите мисли, во твојата перцепција, кој настап, кога си била најрадосна, а кога најмногу си тагувала за нешто што е испуштено? Па можам да кажам, да го издвојам во Кајро тоа надпреварување, дека за мене беше едно најголемо достигнување. Не очекував дека ќе стигнам до тие резултати и самата таа сатисфакција дека победи доста помлади надпреварувачки и не само помлади, доста спремни надпреварувачки, видов дека можа многу повеќе и затоа го издвојувам тој надпревар како посебно мој драг, затоа што стварно таму ги освоив најголемите резултати
Значи Каиро Да, ќе ти Каиро, остави во Египет ќе ми прекрасно остави во сеќавање. прекрасно После сеќавање. тоа да не беше Исто- повторно на некој надпревар во Каиро или не? Не, тоа беше Значи ќе последната. го чекаме фаза. следниот да се повтори истиот резултатот оној што го Да. споменуваш во Египет, Каиро, 2014 така. Најтажна, дали тогаш кога не беше прва во Кати или некој друг момент? Најтажна може да се издвои тоа дека реално таму стварно по мене она најдобро изработив катата и требаше да го освојам златото. Најтажно можам да кажам дека бев на еден Виена европски куп каде што имав повреда голема. Таму не се деси на самиот надпревар, меѓутоа на самите подготовки и семинарот што беше пред Виена купот, таму се здобив со една повреда, фрактура има, скршеница на зглобот, каде што се заврши со хируршка операција. Тука бев најтежна затоа што знаев колку ми требаше после време за да се вратам во старата форма. Во старата форма. Меѓутоа ми даде мотив самата повреда многу повеќе да вежбам и да се трудам. Тука бев малце тажна затоа што се случи таква некоја посериозна повреда после толку време и искуство и надпревари. Бев многу тажна тој период. Се трудев да не отсуствам многу, ја се вратив. После 6 месеци се вратив, после операцијата. Помина само 6 месеци, тоа беше доста комплексна операција. Дури докторот малце се чудеше, имавме тогаш прослава 50 години од самото постоење на карате клуб работнички. Имавме една манифестација доста свечена каде што се подготвувавме со демонстрација и ми беа многу тешки. Имавме и семинар, доктор Владимир Јорга ни држеше пред самата таа манифестација и церемонија, ни држеше семинар. Имав страшни болки. Значи, тоа беа тренинзи од сабајле до вечер и самата таа демонстрација ни бараше подготовка за да бидеме супер на самата демонстрација и имав страшни болки после завршувањето на тренинзите и подготовките. Меѓутоа успевав некако со консултација на докторот и со лекови, имав отоци во ногата. Самата повреда и травма требаше време да помине, а ја не и дадов. Се вратив многу порано на надпреварите. Премногу сакаше брзо да се вратиш. Премногу сакав, не сакав да ме врати тоа назад. Да. Дури и малце имав совети од докторот дека е премногу рано, меѓутоа све се заврши како што се заврши и не престанав, еви ден денес не престанав да вежбам. Не ме поврати тоа назад, нити пак се откажав. Ке кажа тие две работи, радосна и тажна, сега каде се твоите погледи? За минатото се вративме, сега кон што се стреби Јадранка? Па, секако дека ќе продолжиме со подготовките и со вежбањето на спортот и на каратето, затоа што, како што напоменав, чим повредата мене не ме врати назад, не верувам дека ќе престанам со вежбањето. Тука сме исто и за помладиве генерации, имаме доста млади деца кои што се многу спремни, како тренер со тие деца. Да, работиме. Па кажи ни нешто за нив, која е перспективата на доста традиционалното перспективни, карате во Македонија, бидејќи си и вклучена како тренер. Да, па доста перспективни имаме и во во младинската категорија и во кадетите исто имаме многу деца кои што се редовни и премногу потенцијал има. Веќе има и од нив доста на меѓународните надпревари кои што се враќаат со трофејни резултати, со злата. Можем да ја издвојам како Мила Саздова, која што е конкретно она сега младинка и е доста со големи квалитети и потенцијал, се враќа од надпреварите многу често со златни медали. Како тренери пробуваме нашето целосно искуство и од надпреварите, и од сите тие семинари што сме ги посетиле од високите сенсеи и маестори, да ги пренесеме на нив. Меѓутоа и она искуство наше, кое што го имаме надпреварувачко,
кој што е доста долго, да го пренесеме, во смисол, ако не е негде многу трофејно или негде не успеале да дојдат до резултат, оној момент да не се разочарат, да се упорни, дека некогаш и самите коцки не се поклопуваат и колку да се спремаш, некогаш и се случува да се загуби, изгуби, да не се постигне тој резултат што се очекува. И да влијаеме и тука е многу битно педагошко искуството надпреварувачко, потоа искуството од тренизите, потоа искуството од семинарите, кога ќе се соберат сите тие работи, се добива впечаток дека Јадранка Недева Јарчевска е комплетно подготвена за тренерската работа и дека младите има што да научат и едноставно да ти веруваат во она што им го кажуваш за тренерите. Предпоставувам дека е тоа така. Да. Па да, најчесто веруваат и доаѓаат на тренизите редовно и го пренесуваме, како што кажавме, на цело знаење што го имаме, да работиме заедно, да ги отклониме некои работи, за да се дојде до оној квалитет што треба да се дојде. Да, ни веруваат, децата се многу примерни и редовни. Можам да кажам дека имаме доста девојчиња кои што се навистина спремни и можеме да очекуваме големи резултати од нив. Каратистите секогаш се дисциплинирани, впрочем и таков е овој спорт. Да. Без таа дисциплина нема резултати по однесувањето, по комуницирањето со другарчината, со луѓето се гледа дека таа дисциплина е присутна и преовладува и тоа е добро. Впрочем, на тој начин создавате и личности кои утре ќе се вклопат во целокупното општествено живење. Да. И во тоа и целта на сето спортување, посебно на каратето, барем јас така мислам. Да, како што напоминавте, многу убаво кажавте, овој спорт конкретно е таков каде што стварно се бара дисциплина и голема почит. Така да тоа како низ годините го станува дел од нас и во секојдневието, тие некои карактерни особини веќе ги стекнуваме со спортот и неизбежно е да и во надвор од салата, надвор од спортот, да ги имаме истите тие карактерни особини, да сме дисциплинирани во секоја сфера на животот, да го имаме оној момент на почит према секого. Да, дисциплина и почит и тоа е вистинска личност. Да се изгради во она личност права која што треба да ги има оние вредности кои што треба реално. За утре да стане па таа личност родител, па да ги воспитува децата и така да се чекори, мислам, позитивно да се оди во животот. И тоа е целта и на спортот. Да. Мене ми се чини дека е така. Останува сега да ти посакам на идните надпревари исто така да не зарадуваш, да освојуваш медали, па зошто не и златни на некој светско или европско првенство, а исто така и успех со дечињата со кои што работиш, затоа што предпоставувам и нивните медали ти причинуваат исто задоволство како оние што ги освојуваш ти, затоа што на некој начин и ти си вградена во тие медали. Да. Секако голема желба ми е децата да продолжат и она не го наметнувам, него едноставно они сакаат, тоа доаѓа спонтано со нас во сала, влегуваат и вежбаат. Можам да кажам дека кај малата го видов тој надпреварувачки дух, беше и она на еден надпревар каде што гостува и бронзениот медал. Ја видов таа желба на самиот надпревар каде што го даде максимално она трудот, она што сме ја учеле, што сме ја вежбале, таму го даде. Да, она вистинското го даде. И бев она пресрекна. Повеќе тоа ми беше важно да ја видам таа желба и тој жар да го видам кај низе, отколку оној момент тоа ќе си дојде со текот на годините,
Така, кога се Да. има желба Да. и да се успее, тогаш ќе дојде и резултатот. И тогаш ќе дојде резултатот. Епа, Јадранка, мене ми остарува да ти се заблагодарам за времето што го оддели да учествуваш во оваа емисија посветена на македонските спортски легенди, а на крајот за нашите гледачи да кажам дека тоа беше Јадранка Недева Јарчевска, позната, призната каратистка која влегува во аналите и на македонскиот спорт според постигнатите резултати во минатото, а веруваме дека успесите ќе се нижат и во наредниот период. Уште еднаш ти благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата.